сакам градовите, без грижа на совест, спокојно би можел да се наречам себе си урбофил. Но ако сакам да бидам попрецизен, би требало да нагласам дека всушност ги сакам вкуснотите на градовите. Роден сум во Скопје, живеам во Скопје, читам за Скопје, пишувам за Скопје. Скопје, изгубените чевли на градот, е мојата најскопска книга. Текстовите во неа ги нарекувам антиразгледници, затоа што се фокусирани на она што е маргинално во градот. Сето она што никогаш нема да се најде на разгледница и нема да биде дел од некој учебник по историја. Сметам дека токму малите, навидум беззначајни луѓе и настани, се она што го прави градот возбудлив, вибрантен, всушност жив воопшто. Запознавањето на градот преку неговите големи приказни, во наводници, лендмаркови и книги за туристи е најбанален и најздодевен начин да се направи тоа. Еден графит секогаш ќе ми биде повозбудлив отколку некоја тврдина, а приказната на таксистите секогаш поинтересна од излитената плоча на кустосите во историските музеи или туристичките водичи. Да го парафразирам Јехуда Амихај, оној што го љуби градот, според книгите за туристи, е како оној што се љуби жената според приречник за сексуални пози. Да се пишува за еден град, кој е шампион на дисконтинуитетот во архитектонска, урбанистичка, символичка па и мемориска смисла, е предизвик и авантура. Тлото во Скопје е трусно не само во буквална смисла на зборот, а подот е речиси секогаш лизгав. Големата слика на Скопје повеќе пати е брутално менувана поради природни, општествени, политички и урбанистички катастрофи. Веројатно во одлуката да се посвета на малите градски приказни се крие еден вид бунт и отпор против таквата бруталност. Скопје, изгубените чевли на градот, нема хроничарски амбиции, барем не експлицитно. Ако воопшто може да се нарече хроника, тоа е една интимна хроника на мигови, слики и доживување во Скопје. Ептен алтернативна микрохроника. Но може би овде онде во некој текстовите е замрзнато парче од Скопје што по известно време ќе може да послужи како некаков документ. Потребата да пишувам за Скопје никогаш нема да ме напушти. Откако книгата испративме во печатница, веќе напишав неколку нови текстови, нови скопски антиразгледници. Веројатно секогаш пишувањето е борба против минливоста, макар и сосема индиректно, дури и кога авторот нема документаристички, историографски, мемуаристички или хроничарски амбиции. Некогаш, наместо со пишување, тоа го правев на попримитивен начин. Во мојот дом се уште чувам парче мермер од стариот плочник кај фонтаната во градскиот парк. Кога го реновираа пред 15 години, се беше раскопано, а старите искршени парчиња од плочникот беа наредени на купишта. Местото изгледаше како археолошко наоѓалиште или дел од град во кој беснее војна. А среде хаосот, стотици млади луѓе кои се дружеа, пиеа и пееа до изгресонце. Секако, идејата дека на овој начин постигнувате нешто против минливоста е илузија, но неопходна илузија. Иако Скопје, изгубените чевли на градот, е мојата најскопска книга, таа не е сосема Скопје центрична. На нејзините страници може да се најдат антиразгледници од Пазин, Софија, Загреб, Дојран, Кикинда. Скопје е историски предодреден да биде отворен град. Градот кој е обновен благодарение на солидарноста и помошта од целиот свет нема право на самодоволност и локал шовинизам. Од таа смисла се обидов Скопје барем во оваа книга да биде град кој е отворен кон другите градови, држави и култури.